Струмичката полиција за 4 часа констатираше 40 на прекршоци од страна на учесниците во сообраќајот, најмногу од моторџиите. Синоќа припадниците на СВР Струмица спроведоа засилена репресивна акцијска контрола во централното градско подрачје, при што утврди констатираше дека се управува мотори без кацига, без возачки дозволи, нерегистрирани велосипеди на мотор, мопеди и мотоцикли. При контрола на 17 учесници кои сториле прекршок биле исклучени од сообраќајот. Од полицијата најавуваат дека ваквите контроли ќе продолжат и деновиве. На 16 август 2018 година, во времето од 19 до 01 часот, во Струмица е спроведена репресивна акцијска контрола и при тоа констатирани се вкупно 32 прекршока и 6 останати прекршоци. И тоа: 4 прекршоци нерегистриран велосипед со мотор, мопеди и мотоцикли, 4 прекршоци необновена полиса за осигурување на велосипед со мотор и мопеди, 4 прекршоци управување моторно возило пред право на стекнување со управување на моторно возило, 3 прекршоци управување на велосипед со мотор и мопед до 50 кубни сантиметри пред право на стекнување со истото, 2 прекршока управување на моторно возило со несоодветна категорија. Сите 17 прекршители се исклучени од сообраќајот. Истовремено констатирани се и 15 прекршоци управување моторно возило без да носи заштитен шлем или кацига. Вакви и слични акцијски контроли и понатаму ќе се спроведуваат кон сите учесници во сообраќајот што ги кршат одредбите на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Апелираме до сите учесници во сообраќајот на целосно почитување на сообраќајните правила и прописи и максимален придонес од сите за поголема безбедност и сигурност во сообраќајот. Целта на ваквите акции на Струмичката полиција е намалување на прекршоците, сообраќајните незгоди и доследно почитување на одредбите од Законот за безбедност на патиштата. Минатиот викенд во Струмичко две момчиња на возраст од 14 и 15 години, управувајќи мопед, загинаа на влезот во селото Петралинци при судар со моторно возило. Во другата пак сообраќајка едно момче на возраст од 17 години се здоби со тешки повреди, управувајќи мотор во судир со такси возило.